проверки се вршат врз работењето на апелациониот судија Ѓоко Ристов, и тоа според анонимна преставка. Ваквите чекори се преземаат откако во куќата на родителите на Ристов беа пронајдени задзидани 350.000 евра, пошто му беше одземен имунитетот и одстранет од судиската функција. Председателот на Судскиот совет Александар Камбовски изјави дека се уште се разгледуваат предметите по кои постапувал Ристов и податоци за тоа што е пронајдено ќе биде познато во текот на неделава. Тој најави и поширока контрола на апелациониот суд. Беше извршена контрола на дел од предмети кои што постапувал судијата кој што го споменавте, но во моментов немам податоци да ви изнесам во смисла дали е детектирано некој пропуст или не, бидејќи комисијата се уште ги разгледува предмети. Неделава треба да се готови, бидејќи станува збор, како што ви кажав, за 5 или 6 предмети. Не е се некој голем број на предмети, но како што ви најави, во најскоро време ќе се проверува целокупната работа на апелациониот суд. До Судскиот совет кон средината на минатиот месец била испратена анонимна преставка, која наводно била од судски соработници и советници кои работеле со Ристов. Камбовски вели дека во таа преставка биле посочени и конкретни предмети. Преставката ја водевме како анонимна, беше подпишана од група на вработени стручни соработници и советници од апелациониот суд Скопје, без подпис, без имиња, без презимиња, тоа според законот се води како анонимна, меѓутоа решивме да формираме група да ги провериме тие предмети, а во меѓувреме пак ни стигна демант исто од група на вработени стручни соработници дека не ја поднеле тие таа представка. Исто таа не е без имиња, без презимиња, на ова па вторава има подписи ставено. Така да и двете ги цениме како анонимни. Судијата Ѓоко Ристов е во куќен притвор, а одредена му е и дополнителна мерка за одземање на пасошот и забрана за издавање нов.